Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Сакам прво да му заблагодарам на Господ, на Богородици, на Свети Никола, што сум денеска овде со вас. Благодарам на митрополитот Јован за неговата покана и за љубовта на сите вас што ме примивте овде денес. Пред да кажам неколку збора за денешното Евангелие, сакам само мал вовед да направам, за да биде појасно тоа што ќе го кажам. Знаете, светите оци на црквата велат дека нашиот подвиг треба да биде во познание. Точно да знаеме што правиме, затоа што, нели, како што, еве јас вчера од Струмица требаше да дојдам до Крушево и треба да ги следам патоказите по патот, за да стигнам до Крушево, не можам да одам на некое друго место. Така и во духовниот живот си има свој патокази, своje регулирање, кое е јасно и запишано од светите оци, и ние треба да го знаеме, затоа што за да се загубиме во духовниот живот, и исто така, нели, оној што го љубиме, нели, нашиот Господ, нели, треба да знаеме што повеќе за Него и како да стигнеме до Него. Така што, за да го разбереме денешното Евангелие, ќе ве потсетам само на учењето на светите оци за они го делат нашиот, само општо животот на луѓето го делат на природен и противприроден. Во противприродниот начин на живот спаѓа она што денешната модерна психологија и психотерапија го нарекува неврози, растројство на личност и психози. Тоа растројство на личност порано се нарекуваше психопатија и социопатија. Плюс имаме и, ние од духовниот живот знаеме дека има и демоноопседнатост. Така што во нашиот систем ние би рекле религиозна невроза, религиозна социопатија или психопатија. И психозата може да биде, нели, човек навистина болен, може да биде и демоноопседнат. Додека на природниот начин од живот светите оци го поделиле на очистување на срцето од страстите, на просветлување на умот и на обожение. И точно знаеме, според учењето на светите оци, како ги разликуваме сите овие состојби на човекот. По невроза е оној што не може да си ги контролира своите мисли и чувства. По растројство е оној што веќе не си ги контролира зборовите и делата. И така натаму. Овие се све фази. Може да биде нешто помалце повеќе, ама тоа е тоа. За природниот начин на живот, очистување на срцето, страстите, на тоа ниво се наоѓа оној кој е крстен пред се и кој во црквата си има свој духовен отец. Иначе, без да си крстен, причестен, без да учествуваш во светите тајни на црквата и без да имаш свој духовен отец кај кого се исповедаш и се советуваш, не може ни да се смета дека е некој на првиот степен од духовниот развој. Карактеристика за првиот степен е молитвата која ние можеме да ја кажуваме со нашите усти и со умот. А вториот степен се разликува по тоа што молитвата човек може да ја кажува во своето срце и таа се нарекува така наречена аскетска умносрдечна молитва. Додека третиот степен се разликува по тоа што човек и кога тој да прави, и да спие, и да зборува, и да работи нешто, молитвата сама си тече во срцето и таа се нарекува благодатна умносрдечна молитва. По тоа ги разликуваме степените. На секој степените од духовниот развој си одговара свој посебен начин на живот. Например, како што спомнав, на првиот степен човек треба да е во послушание на својот духовен отец, да живее во анонимно стугинување и така натаму.
вториот степен просветленост на умот, тука веќе црквата ги бира и своите свештенослужители, или бар така би требало да биде. И тој човек, бидејќи има просветлен ум, може и да проповеда, да кажува, да го објаснува Евангелието, да ги води луѓето низ духовниот живот. Затоа светите отци бараат, например, да си го восогласиме начинот на нашиот живот со степенот на духовниот развој на кој се наоѓаме. Не може сега некој што е по противприроден начин на живот или на очистување на срцето од страстите да се прави учител, например. Значи, се си има свој ред. Така што, не само ова, него сите појави во духовниот живот на секој од степените си имаат свој соодветно се пројавуваат. Исто така, например, организацијата на монашкиот, опште на животот, а посебно на монашкиот, например, на првиот степен имаме општежитија, на вториот степен имаме скитски начин на живот, на третиот степен имаме пустински начин на живот. Исто така овие степени одговараат и на послушанието. Едно е послушание на прв степен, второ е на друг степен од духовниот развој. Лично послушание кон човек имаме на првиот степен, на вториот степен веќе останува послушноста кон епископот, кон црквата, кон заповедите Божјама. Бидејќи имаме просветлен ум, немаме толку нужност од некој конкретно да не води. Искушенијата се различни. На првиот степен демонот не напаѓа од внатре, бидејќи уште срцето ни е заробено од страстите. На вториот степен не може да не напаѓа веќе од внатре. Мора од надвор конкретно искушение да ни направи, затоа што веќе срцето е очистено од страстите доволно и он, за да тие недопреобразен дел од страстите да ги предизвика во нас, мора конкретно искушение, не само помисла како на првиот степен. Различни се степените на свештенство. На првиот степен одговара ѓаконскиот чин, на вториот одговара презвитерскиот, на третиот одговара епископскиот чин, и да не набројувам, значи, било која појава од духовниот живот си има соодветна на степенот на духовниот развој на кој се наоѓаме. За да се надоврзам на Евангелието, денеска го кажувам сето ова. Гледате, денеска Господ додека насamo со своите ученици во планината, други блаженства кажува. Слични, ама многу различни. А додека со луѓето доле на рамното, како што вели Евангелието, кај што многу народ се собира од него и од него излегува сила и исцелува сите, он кажува друг вид на блаженство. Сега ќе ве подсетам само. Горе, меѓу своите ученици насамо кажува блажени се сиромашните по дух, а овде доле со народот кажува блажени се сиромашните само, зашто нивно е Царството Небесно. Голема е разлика меѓу тоа да си сиромашен по дух и да си само сиромашен. Потоа кажува блажени се оние гладните и жедните овде доле на рамната, а горе кај учениците вели блажени се гладните и жедните за правда. Голема е разлика да си само гладен и жеден, а друго е да си гладен и жеден за правда. И така натаму до крај, кај што вели блажени се кога ќе похулат и ќе го извадат лошо вашето име заради Синот човечки, така натаму, ама горе меѓу учениците вели и ќе ве прогонат. Друго е само да зборуваат лошо за вас, а друго е да имате конкретен, да доживеете конкретен прогон. Значи, што сакам да кажам? Меѓу своите ученици Господ делува соодветно на степенот на кој се наоѓаат луѓето исто така. Значи, он го почитува таа восогласеност. Значи, меѓу своите ученици он говори за повисокиот степен на духовниот развој и ги подготвува за тој, а додека меѓу народот говори за почетниот развој во духовниот православен живот. Така што треба да сватиме тоа дека ние имаме во црквата и волен подвиг, и волни страдања,
кои на некој начин зависат од нашата волја, од нашиот подвиг, и неволни страдања, кои Господ ги допушта исто така за наше спасение. Така што ова сиромаштија, глад, жед и така натаму се повеќе неволни, повеќе спаѓа во тоа неволни страдања. А она да си блажен за правда и жеден е волно страдање. Исто така да си смирен по дух е волно страдање. Да се смируваме. Значи, да не должам многу, само сакам да кажам дека гледате со блаженствата Господ ни го покажува и критериумот по кој треба да живееме. Денешниот свет ни нуди еден модел на живот, еден начин на живот кој сосема спротивен на моделот што ни го нуди самиот Господ во блаженството. Оваа борба за човечка слава и власт, за пари и имоти и за задоволување на телесните наслади, страсти, е сосема спротивно од блаженствата и критериумот што Господ ни го поставува во блаженствата што денеска ги слушавме. Им нешто многу погрешно се случува со овој свет и треба да сме ние внимателни како христијани, да не тргнеме по тој модел што ни го нуди овој свет на задоволување на нашите страсти, без оглед на страдањата што ги причинуваме околу нас, туку да се задржиме на блаженствата што Господ ни ги покажува во своето Евангелие. И уште да додадам, гледате што вели Евангелието, луѓето се допираат до Христос затоа што сила излегуваше од Него и ги лекуваше нивните болести. Тогаш било така. И сега е така, со таа разлика што денеска Христос, после светото крштение, полнотата на благодата Божја, Царството Небесно е во нашите срца. Така што задача наша е, како што велат светите оци, да ја актуализираме, да ја откриеме, да ја пројавиме таа благодат на крштението од нашето срце. Затоа и го чистиме срцето од страстите, затоа е тој прв степен на духовниот развој, чистење на срцето од страстите, под духовно раководство на нашиот духовен Отец. Значи, должни сме таа благодат Божја да ја пројавиме од нашето срце и таа да го преобрази целиот наш живот. А тоа се случува на вториот степен од духовниот развој, кај што имаме отварање на срцето и добивање на дарот на умносрдечната молитва. И понатаму пребивање на умот внатре во суштината на срцето и преобразување на целиот човек. Значи, да не ја бараме таа енергија, Божја сила лево-десно од нас, да се потрудиме да ја најдеме во нашето срце. Тоа е повикот што го имаме од светите оци, но тоа не повикува и Свети Николајчи, празник денес го славиме. И тоа е она што Господ го нарекува уште во овој свет и живот да преминеме од смрт во живот. Господ да ве благослови сите.